Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Христијан Мицкоски под заложништво на Димитар Апасиев продолжува да действува на штета на државните и национални интереси. Македонската агенда е европска, европската агенда е и македонска агенда, а единствен што сака да ги одвои е токму Христијан Мицкоски. Во 32 години независност, Мицкоски е единствениот политичар кој упорно тврди дека европската агенда не е иста со македонската агенда, што значи дека тој има некаков друг план во однос на интеграцијата на државата. Христијан Мицкоски, почитувани, совршено добро знае дека за продолжување на европскиот пат на државата потребно е усвојување на уставните измени, кои се дел од преговарачка рамка, усогласена меѓу 27 земји членки на Европската Унија и прифатена од Македонското собрание од политичари од различни политички партии. Предложените уставни амандмани не задираат во ниту едно идентитетско прашање, се работи за техничка измена на Уставот, со која покрај постојните делови од народи кои се вклучени во преамбулата, се додаваат и делови од други народи кои досега не биле дел од преамбулата, а истовремено се задржува примарната уставотворност на македонскиот народ. Таквите измени го забрзуваат процесот на интеграција во Европската Унија со отворење на првите поглавја од преговарачкиот процес. Иако се навистина за влез во Европската Унија, како што постојано декларативно се залагаат, Мицкоски и ДПМН ќе дадат поддршка на уставните измени. Се друго, почитувани, е сеење ветар и магла и действување спротивно од стратешките цели. Овие уставни измени се последната шанса Мицкоски и ДПМН да застанат на страната на интересите на граѓаните и државата и да докажат дека навистина сакаат да ја видат државата како полноправна членка на Европската Унија. Глас за уставните измени е глас за европска иднина на државата. Ви благодарам.